Македонија утрово се разбуди под снежна покривка. Снегот на одредени места во државата и во главниот град предизвика застои и проблеми во сообраќајот, но по брзата интервенција на надлежните состојбата се стабилизира. Улиците и автопатите низ државата се проодни, но сообраќајот се одвива во зимски услови по влажни коловози. Забраните кои беа воведени за тешки товарни возила веќе се тргнати, а сите екипи интензивно работат на терен со цел побрзо чистење на снегот и фрлање сол на патиштата. Состојбата во моментов ни целата територија на Македонија е стабилна, се движи по влажни коловози, оние забрани кои што беа превентивно ставени за тешки товарни возила, обично беа тие на превоите, веќе се отклонети, целата механизација, сето она што Македонија пат го има на располагање, сите екипи се излезени на терен и се делува за расчистување на коловозите. Сите патишта се посолени и опесочени, моментално состојбата е стабилна. Од Центарот за управување со кризи апелираат до граѓаните да возат внимателно и да ги почитуваат препораките од надлежните поради отежнатите услови на патиштата што ги предизвика снегот. Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните да патуваат внимателно во текот на денешниот ден, ако тоа е неопходно, со доволно гориво во резервоарите, а секако и со соодветна зимска опрема за возилата на повисоките места и планинските превои, бидејќи е можно да се формираат навеи од снег и патните правци во одреден временски период да бидат непроодни на повисоките делници. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски вели дека се работи на одржување на проодноста на улиците. Од раните утрински часови екипите на град Скопје се постојано на терен и интензивно работат на расчистување на снегот од улиците и булеварите што се под надлежност на градот. Со цел на времена и ефикасна реакција, кризниот штаб е активиран 24 часа дневно, со континуирано следење и детектирање на сите клучни и критични точки. Од УХМР најавуваат повремени врнежи на снег во текот на денот, а за утре дожд и покачување на температурите. Предупредуваат дека постои опасност од голомразица. Утре веќе се уште во предлодневните часови ќе имаме врнежи од дожд и од снег во пониските места. Значи ќе бидеме под влијание на јужно воздушно струјење, така што овие врнежи во пониските ќе преминуваат и во дожд. Меѓутоа во текот на денот облачноста ќе се намалува. Се уште утре изутрина нема да имаме многу ниски утрински температури. Надлежните препорачуваат задолжителна употреба на зимска опрема, внимателно управување со возилата, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и прилагодена брзина согласно условите на патните правци.